Продолжуваме со темата врсничко насилство, а денешен мој гостин е Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење. Веднаш би почнале со првото прашање, каква е состојбата со врсничкото насилство? Ако зборуваме во Република Македонија за врсничкото насилство, е загрижувачка во моментов, а бидејќи имаме доста појави на врсничко насилство, почнувајќи од најмалите категории на млади, па се до највозрастните, да кажеме. И во тој дел мора да се работи на превенција на врсничкото насилство, за да во одредени состојби се намали. Многу е тешко дека тоа може да се искорени до крај, но да се намали до некој си минимум, каде што да речеме со превентивното работење ќе се постигнат одредени резултати. Кои се мотивите за врсничкото насилство? Па нема мотиви во тој дел. Насилниците секогаш си наоѓаат своји мотиви за да извршат одредено насилство, дали е тоа насилството врз деца и така натаму, а сето тоа потекнува можеби од делот на она што е гледањето во делот на семејството, почнувајќи од семејното насилство, па доаѓа и во домот, па доаѓа до израз и врсничкото насилство надвор од домот, во училишните средини, во работните организации, во политичките организации, во парламентот и така натаму, секаде го има. Така, кога веќе го спомнавте и парламентот и политичките партии, какво влијание имаат тие? Како може да придонесат до врсничко насилство или па да го спречат ете? Па знаете што, ние сме посветени во моментов на врсничкото насилство кај младите, како граѓански организации и како центри за социјална работа, други институции и така натаму. Работиме превентивно, претежно кај младите, не гледајќи ја состојбата, она што се случува, да речеме, во институциите на системот. Ние немаме врсничко насилство само кај децата, имаме врсничко насилство и кај пратениците. И тие се врсници едни со други, нели? Како колеги. И она што меѓу себе си го прават, почнувајќи од вербалното насилство, па се до физичкото, имаме гледано и физичко насилство во парламентот. Нека не ве чуди, на одредени комисии имало тепачки помеѓу пратеници, имало нереди на говорница, имало одредени работи во самата собраниска сала и така натаму. И сето тоа е видливо за граѓаните и за повозрастните и за најмладите. И од тука потекнуваат одредени работи каде што, да речеме, огледувајќи се на таквите состојби во највисокиот законодавен дом или во институциите на системот, тогаш младите посегнуваат по тоа, па зошто и ние тоа не би го правеле. Кога гледа дека нема неказнивост или има многу мала казнивост? Знаете што, таквото насилство што се случува во институциите никој пат не е казниво. Казниво е, да речеме, она што беше влегувањето во парламентот на граѓаните, и тука се казнети граѓаните, не се казнети оние кои ги гледаат како насилници од кои земаат одредени примери, да речеме, што и како да прават понатака. Гледаме веќе и најави дека тие насилници кои што влегува веќе кога ги спомнавте во собранието, дека ќе бидат ослободени. Повторно тоа каква порака испраќа до младите, дека насилството е хероизам? Не, тоа е мотивација за младите. Се мотивираат младите дека можеме да сакаме да правиме што сакаме, ако нив ги ослободија или нив ги казнија со мали казни и така натаму, нас како малолетници нема воопшто ни да не казнат, ќе не опоменат и така натаму. Опомената не е казна во денешно време. Може би опомената беше во некое си минато време голема казна, кога ќе го опоменеа ученикот, кога ќе го викнеа родителот, да кажеме, во училиште, кога ќе го опоменеа родителот и така натаму, може би тоа беа се подразбираа како казни. Мислите дека срамот беше... Па срамот е поголема казна отколку затворот.
Беше во тоа време. Сега веќе нема срам, сега веќе се изгуби сето тоа. Сега нема срам кај родителите, дури родителите ги поттикнуваат децата да прават. Се сеќавате, последно имавме ние насилство на ученици во центарот на Скопје, кога девојчињата помеѓу себе се тепа, односно група девојчиња тепа е друго девојче. Таткото на едното од насилничките излезе со закупен билборд и бараше правда. Мислам, како очекувате вие дека тука срамот ќе биде казна? Нема да биде срам. Во денешно време тоа не влијае. Влијаеше тоа во многу поодамна. Да. Дали имате некои позитивни примери кај насили во светот, како се справуваат институциите со врсничкото насилство? Во моментов можам да кажам дека граѓанските организации многу повеќе се справуваат со врсничкото насилство отколку институциите. Институциите се институции кои може да се справуваат со врсничкото насилство преку одредени казни, одредени пријави и така натаму на што МВР го прави, нивниот оддел за превенција и така натаму. Они превенираат со одредени предавања во одредени средини, но имаат механизами и за казнивост. Ние како граѓански организации имаме механизам само на превенција. Да работиме со тие во тие средини и ние како граѓанска организација како Центар за толеранција работиме во многу училишта во моментов кај младите претежно оние кои се во помеѓу 6 и 9 одделение кои се најзаинтересирани за присуство на таквите наши работилници и кои веќе обучени за да ја применуваат при превенцијата од врсничко насилство веќе во средните училишта кога ќе отидат година-две понатака и така натаму. И тука ние имаме големи успеси. Не само ние, има неколку невладини организации кои работат на врсничкото насилство, ние сме па Рубикон, па ајде да не ги споменувам са и другите, мислам да не ми замерат, но има доста кои работат и ние соработуваме меѓу себе и резултатите ни се позитивни во секој случај. Позитивни ни се кај учениците. Додека поразителни ни се кај родителите. Бидејќи работиме и со родители и со деца. И во таа насока ние имаме работилници со децата, одвоени работилници со родителите, одвоени работилници со наставници и стручни соработници и заеднички работилници имаме со деца, родители и наставници и стручни соработници. И во тој дел најголем успех постигнуваме кај наставниците, учениците и стручните соработници. Родителите не се многу заинтересирани за таквите работилници, оние кои се имаат успех. Значи, секоја чест на оние кои доаѓаат на работилници, кои сакаат да дискутираме. Што е тоа што родителите одбиваат да го прифатат? Не прифаќаат родителите, оние... Каде најголемата пречка за соработката на родителите? Оние кои доаѓаат соработуваат. Имаме проблем со оние кои не доаѓаат. Тука се веќе изговорите, па ние имаме многу работа, па многу сме зафатени, па немаме време. Кога ќе сватите дека тие немаат време да дојдат на една работилница каде што ќе се работи на превенција на врсничкото насилство или воспитувањето на децата дома, тогаш може да замислите какво време имаат тие за да работат со децата дома. Самите. Значи, како тие деца ќе ги воспитаат и воспитани ќе ги пуштат во училиште и со тоа воспитание што дома ќе им го дадат тие на училиште да не вршат врсничко насилство, да булинг и така натаму на своите другарчиња. Така. Кои се мерките, односно препораките што може да ги направат или да ги препорачате на институциите за да се спречи на еден вид тоа врсничко насилство, кој што веќе го спомнавте дека врсничкото насилство доаѓа и помеѓу пратениците? Апсолутно. Препораките, знаете што, многу е лошо препораки да давате на оние кои се прават паметни,
кои знаат повеќе од вас, кои знаат повеќе од сите и така натаму и така натаму. Тука нема препораки, тука не поминува ни една препорака. Препораките кои ги упатуваме ние до оние кои се најдиректно вклучени во ваквиот процес, тоа се наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта и децата кои присуствуваат на работилници, каде после тоа заеднички со своите другарчиња. Нас тие деца кои ќе ги поминат нашите работилници, нашите обуки, ни се најдобри дисеминатори на превенцијата од врсничкото насилство во своите средини. Заеднички со наставниците и стручните соработници. Во секој случај тие деца некој треба да ги води. Така. И затоа еден апел упатувам јас до наставниците и стручните соработници. Многу повеќе внимание да посветат на воспитувањето на децата, бидејќи немаме лоши деца. Јас секогаш го зборувам тоа. Нема лоши деца, има само лоши родители. Лоши родители кои невоспитани деца праќаат на училиште, а на училиште воспитната компонента треба да дојде од дома, за да дојде до израз образовната компонента. Образованието е на прво место за децата во училиште, така да наставниците во овој дел мора да посветат внимание малце повеќе на воспитанието на децата, дали тоа ќе биде на оделенските часови, дали тоа ќе биде во некои слободни активности, дали тоа ќе биде стручните соработници на индивидуални средби со децата или групни средби или заеднички активности и така натаму и така натаму. Што повеќе општествени активности во училиштата, каде што децата ќе се дружат помеѓу себе, се попродуктивни отколку да ги затворите во училница и само математиката да ја гледат или хемијата и така натаму. Во ред е образованието, но мора децата малце да имаат едно пошироко гледиште и да можат од едно одделение со друго одделение да се мешаат заеднички, да може да работат заеднички активности и тука веќе доаѓа до пријателство, тука веќе доаѓа до почитување меѓусебно и така натаму и се губи врсничкото насилство се полека и ќе го снемува. Да, вие ги спомнавте одделенијата, но најверојатно и мешање и помеѓу училиштата од различни етнички заедници за потоа да немаме или тепачки по автобусите, затоа што непознавањето едни со други носи. Ние во нашата програма за превенција имаме и секоја година обуки надвор од Скопје со повеќе училишта. Во повеќе училишта каде што работиме 5, 6, 7 и така натаму училишта, имаме одреден број на деца од тие училишта кои надвор од Скопје имаме 6-дневен камп на кој има исто така обуки, работилници и така натаму. Милина е да ги видите децата кои прв пат се гледаат, како после првиот ручек кога ќе стигнат, веќе попладнето како почнуваат да се работуваат. Милина е да ги гледате. И тие деца сигурно кога ќе се вратат назад после тие 6 дена, знаете сега, социјалните мрежи се актуелни, тука веќе пријатели на Facebook, не знам, на Instagram, TikTok и така натаму, што ја знам сите платформи кои ги има, и веќе комуникацијата се воспоставува, веќе пријателства се градат и така натаму. Да, но и тие деца веројатно ако видат некое насилство нема да го снимаат и Апсолутно. да се смејуваат, Многу го спречат. добро е што го спомнавте тоа снимањето. Многу пострашно во моментов е сајбер насилството кај врсниците. Затоа што изема голем замав. Тука веќе мора да застане, институциите тука можат да реагираат. Во делот на сајбер насилството можат да реагираат со одредени работи. Тука веќе се оди дури и се комерцијализира насилството. Ние имаме и комерцијализација. Имаат, ако погледнете од она што ние го следиме и нашите тренери и така натаму, во делот на YouTube имате посебни канали каде што се плаќа да гледате одредена содржина и така натаму. И тука децата снимаат, постираат и наплаќаат за да го гледаат некој насилството.
Имаме еден мал милион примери кај нас во држава каде што, да речеме, објавуваат насилство од училиште, од улица, од кафич, од не знам, од плоштад и така Добро, натаму. тоа институциите не го знаат тој канал, тоа не го гледаат, не го следат. Па го знаат и веројатно ќе преземат нешто, бидејќи е сега новина, сајбер насилството е новина сега се појавува, али мислам дека треба во корен да се пресечи уште на почетокот. Така. Ви благодарам многу, господине. Благодарам и на вас.